За американскиот председател најголемиот ризик во борбата за, како вели тој, спас на Америка и светот воопшто завршил првите 3 дена од нападите. Пораката пак кодиране дека војната ќе ја завршат тие, а не САД. Фактите се дека војната трае 11 дена и крајот тешко може да се предвиди. Трамп последно вети дека нападите ќе продолжат со уште посилен интензитет и нема да дозволи терористичкиот режим во Иран да го држи светот како заложник. They'll get hit at a much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. We could call it a tremendous success right now as we leave here, I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Војната се посилно ја чувствуваат и граѓаните во Израел. Во изминатите 24 часа се хоспитализирани над 200 луѓе, а меѓу нив има и војници и цивили. Но и покрај силните напади, премиерот Нетањаху порача дека Израел ќе продолжи со агресијата врз Иран и ја отфрли секоја сугестија дека Техеран бара прекин на огнот. Портпаролот на Исламската револуционерна гарда, бригадниот генерал Али Мохамед Наин, порача дека е уништена целата војна инфраструктура на САД во заливските земји. Знаеме дека вашата амуниција ќе се потроши, дека барат издес од војната. Зошто не му кажете вистината на американскиот народ? Трамп не сака американците да знаат дека целата американска војна инфраструктура во регионот на Персискиот залив е уништена. Нетањаху пак се закани дека сите досегашни мерки ги кршат коските на Техеран во насока на тоа дека целта на САД и Израел не е уништување на иранскиот народ, туку самиот тој да го отфрли јаремот на тиранијата. Им порача на иранските цивили дека ако имаат успех, заеднички со народот во Иран ќе се случи и трајно завршување на конфликтот.